Културните институции во градовите се извор на проблеми и едва ја обстојуваат. Ова е забелешката на културните дејци во Струмица кои денеска расправаа за стратегијата за култура која што ја изработува Министерството за култура. Од лоши кадровски решенија до недоволен број вработени и партизација. Културните работници сметаат дека се потребни коренити промени за да се случи вистинска децентрализација во културата и нејзината демократизација. Сега сме во фаза на поставување на нови директори на нашите институции и јас би ве замолил да се спроведе праксата, условот дека секој директор пред да биде назначен, дека мора да принесе план и програма за работа на институцијата, 5 годишен или колку е тој, и да се држи до тој план. Ве молам тоа од Министерството мора да вршите ревизија во секое време, не да биде само на хартија. Директорот да е добар менаџер кој ги слуша потребите на театарските работници и со својата работа ќе остварува контакти од секаква природа кои ќе допринесат за воздигнување на институцијата, а не фрлање сенка врз истата. Например, најболно прашање за театарот во моментот. Не случајно кажувам театарот. Статусот на театарот е променет во сектор. Театарот постои од 49-та година. Некои будали си земаа за право да не сместат во некој си центар, институција, центар и направи од тоа сектори. Сектор е нешто административно, а не театар. Навредливо е. Навредливо е за актери со толку години искуство и пред се за млади актери кои дојдоа со завршени академии, со се. Во долго време во државата, кога некој имаме вработување по основ на пензионирање. Зошто тоа се рачуна како ново вработување, кога веќе средствата постојат на сметките. Тоа е многу некоректно и сега во моментот јас работам во институција каде што има еден вработен, а тоа е директор на институцијата. Дали една институција или едно здружение или не е тоа поединец, тоа е институција. Треба да функционира со повеќе вработени. Од Министерството за култура велат дека стратегијата опфаќа многу горливи проблеми на чие што решавање ќе се фокусираат и очекуваат дека со забелешките од културните работници ќе успеат да направат значителни корисни промени во оваа област. Јас се надевам дека во иднина ќе дојдат, значи ги знаеме проблемите, нема потреба да ги запишувам, ќе ги разговараме, ќе ги детализираме, има простор и можност. Колективен договор, закон, заеднички, со ваши колеги, во присуство на ваши колеги, значи театарски работници, како сакате, уметници, творци, без никаква навреда, значи какова е сега терминологијата во каталогот или во законот. Се надевам дека заеднички ќе дојдеме до некое решение. Ќе бидете и повикани, и консултирани, и сослушани. Стратегијата за култура е за периодот од 2018 до 2022 година, а нејзиното спроведување ќе го контролира специјален совет, но и граѓаните кои што треба да оценат дали стратегијата е корисна или само документ кој што нема соодветна примена.